Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. За половина година општина Кочани ја надфрлила приходната сметка на буџетот за 30% од продажбата на градежно земјиште. Тоа беше причина на последната седница на Советот да биде поднесен предлог за позитивен ребаланс, а се очекува до крајот на годината да има уште еден. За 1/3 повисоки приходи во однос на планираните од продажбата на државно градежно земјиште остварила општина Кочани во првите 6 месеци од оваа година. Зголемувањето на приходите беше причина општинскиот совет да изгласа позитивен ребаланс на буџетот, со што треба да се овозможи навремена реализација на планираните инвестиции во комуналната инфраструктура. На 27-та редовна седница на Советот, на која меѓу другото се расправаше и за измените во буџетот, градоначалникот Илиев нагласи дека порастот е остварен со продажба на плацеви, од кои голем дел за згради за колективно домување. Според планираните средства во буџетот за 2019 година, за приходи од продажба на градежно земјиште беа предвидени 10 милиона и 500 илјади денари. До 36 имаме остварување од 13 милиона 410 илјади денари, што значи дека буџетот предвиден по основ на продажба на градежно земјиште за 2019 година веќе е исполнет и затоа планираме и ребаланс, се со цел и со желба да продадеме уште некоја парцела во следниот период. Веројатно и трендот, начинот на живот допринесува да луѓето се повеќе заинтересирани да живеат во колективни згради и затоа мислам дека ние видовме дека интенцијата на луѓето кои се одселени сакаат да купат под некој стан и веројатно ние како локална самоуправа, како општина Кочани треба да се ориентираме во работењето на урбанистичките планови да предвидуваме повеќе парцели за изградба на колективни згради за колективно домување. Интересот за купување државно градежно земјиште е особено изразен за парцели за викенд куки, како и за објекти за хотелско сместување на пониква, додека нешто помал е за плацеви за индивидуално домување во градот. Според градоначалникот Илиев, забележана е негативна појава во која дел од купувачите поради лични причини подолг период не започнале да градат и се откажуваат од сопственоста. При тоа бараат општината да им врати 80% од уплатената вредност при купопродажбата на парцелите. Работна средба за надградба на проектот за одржливо управување со жетвените остатоци како дел од програмата за зачувување на природата во Република Северна Македонија, втора фаза, се одржа во ресторанот Аледар во Кочани. Целта на средбата беше да се информираат и едуцираат земјоделците и другите субјекти дека оризовата слама после жетвените активности може да се искористи за дополнителна употреба, односно за добивање на компост за ѓубрење на земјоделските површини. Со тоа значително ќе се намали и палењето на страништата. Работна средба за надградба на проектот за одржливо управување со жетвените остатоци, како дел од програмата за зачувување на природата во Република Северна Македонија, втора фаза, се одржа во ресторанот Аледар во Кочани. Главна цел на проектот е подигнување на јавната свест кај земјоделците да не ја палат сламата после жетвените активности, туку да може да ја искористат за дополнителна употреба, односно за добивање на компост, тоест ѓубриво кое би се користело за ѓубрење на земјоделските површини. Како основна цел на овој проект е да се искористат жетвените остатоци, односно сламата после жнењето на оризот за дополнителна употреба, односно заедно исти да се искористат во пречистителната станица, каде што со милта од отпадните води да се измешаат и да се добие една нова дополнителна употребна вредност, тоест компостот. Пред присутните земјоделци, представници од општината Кочани и од КЈП Водовод, од Источно-Планскиот регион, од подрачната единица на Министерството за земјоделство, подрачните единици на Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството и Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој, беа представени главните бенефити од користење на оризовата слама за компостирање на отпадната мил и беше објаснето дека тоа представува добра алтернатива веќе да не се палат страништата, бидејќи на тој начин не се подобрува, туку се оштетува почвената површина. Како што знаеме, палењето на страништа е забрането со закон, но и покрај тоа голем дел од нашите земјоделци сепак ги палат тие страништа, не знаејќи при тоа дека тие всушност го уништуваат биодиверзитетот кој што е во самата почва, односно голем број на инсекти, мали животинки кои што живеат таму со самото палење
ги уништуваат. На крајот од работната средба беа представени и другите бенефити од користењето на оризовата слама, како рециклирање на хранливи материи и нутритиенти во отпадната мил, како и позитивното влијание врз плодноста на почвата и намалување на емисијата на стакленички гасови и значително намалување на палењето на страништата. Носител на проектот е Фармахем, а партнери се Центарот за развој на Источнопланскиот регион и Македонското еколошко друштво. Не би требало да се повтори проблемот од пред 3 години, кога шумското стопанство Осогово се соочи со недостиг од огревно дрво, па граѓаните не ги добија своите дрва до ноември или декември. Годинава испораката се одвива тековно без проблеми, велат од предпријатието. Шумското стопанство Осогово од Кочани годинава според планот за испорака и врз основа на склучени договори со правни и физички лица се очекува да дистрибуира околу 20.000 метри просторни дрва. Испораката на огревно дрво засега се одвива континуирано и без проблеми и затоа не се очекува да се повтори проблемот од 2016 година, кога граѓаните и до нова година не ги добија веќе исплатените дрва. Имаме досега продадено или уплатено некаде околу 1000 метра просторни дабово огревно дрво и 3 до 4000 метра просторни буково огревно дрво. Како ја примаме уплатата од страна на нашите сограѓани, така ја вршиме со исто така и со испораката на она што е уплатено. Сметаме дека таа динамика до сега ја добро воспоставуваме и ќе ја држиме до едно нормално добивање на испорака на огревно дрво према оние луѓе со граѓани што имат уплатено и на правни субјекти што имат уплатено кај нас за текмата година. До сега се дистрибуирани скоро половина од исплатените дрва, а да дозволеа временските услови, сигурно ќе беа испорачани повеќе од половината, истакна Диванисов. До крајот на ова грејната сезона, може би порано сигурно, сето оно што е уплатено ќе биде на време испорачено. Иначе, како правни субјекти, имаме уплатено со 2 до 3 локални училишта и со вработените на општина Кочани. Што се однесува за цената, годинава дабот чини 2700 денари за метар просторен, а буката е нешто поевтина и изнесува 2600 денари за метар просторен. Концертот на гитаристот Владко Стефановски ги затвори овогодишните Петровденски конаци. На манифестацијата, што траеше една недела, публиката виде неколку концерти, театарски и ликовен перформанс и други културни содржини. Настапот на легендарниот македонски гитарист Владко Стефановски беше одлична завршница на програмата на годинешните Петровденски конаци во Кочани. Препознатливиот звук, внимателно одбраниот репертоар и емотивниот настап комплетно ја расположи публиката што во саботата вечерта дојде во трговскиот центар. Уште при првите гитарски рифови се воспостави одлична комуникација со присутните во гледалиштето, што придонесе за безпрекорна атмосфера каква што може и да се очекува од еден музичар со повеќе децениско искуство. Заедно со својот син Јан Стефановски на тапани и Иван Кукич на бас гитара, Владко повторно дојде во Кочани по неколкугодишна пауза. Со својот настап потврди дека воопшто немаше грешка во изборот затворањето на Петровденските конаци да му припадне токму нему. Претходно атмосферата ја загреа артистите од популарната детска серија 5+, што посебно меѓу младите предизвика воодушевување и радост. Со музичките точки и смешните досетки, тие ја забавуваа присутната публика повеќе од еден час. Во саботата пак, во рамки на Петровденските конаци се одржа концертот Музички одблесок, на кој настапи примадоната на Националната опера и балет Славица Петрова Галич. Таа се заблагодари на поканата да се представи на манифестацијата, при што рече дека на сцената во Кочани се враќа по неколку децении. Потсети дека во 1985 година настапувала во Домот на културата Бели Мугли, односно во оперетата Бегалка,
при што ја толкувала главната женска улога на Ленче. На концертот за Петровденски конаци Петрова Галич настапи во придружба на тенорот Владко Груевски, а уметнички соработник беше кочанецот Андреј Наунов. Со буџет од 350.000 денари, Виница и ова лето понуди богат репертоар на настани кои започнаа со проекции на отворена сцена, а се заокружија со концерт на Игор Џамбазов и Гуру Харе. Јулското културно лето во Виница започна со проекција на два филмови. Славниот филм на Лабина Митевска, Господ постои, името е Петрунија, и филмот кој ги освои детските срца, Кариран нинџа. Посетеноста на отвореното кино сигнализираше до локалната власт дека е време да се реконструира старото кино во градот. За прв пат во историјата на Виничко Кале се случи театар под отворено небо, монолог на нашиот шоумен и актер Игор Дамјанов, кој сакаше да докаже дека сепак Господ постои. Монодрамата Страстите на Илија пак го наполни Виничкото Кале. Од театар до поезија, павловденскиот репертоар го надополнија и стиховите на поетот и колумнист Тихомир Јанчовски, кој направи вечер за паметење во Виница. Навистина ми беше големо задоволство да бидам тука со оваа публика во Виница. Пред само 2-3 недели бев и во Кочани и сега она што ми останува, бидејќи во Штип веќе сум бил, следното е некако да направам, да излезе, да може да гостувам и во Берово и Пехчево и во Делчево. Музичкиот пакет понуди избор на сите генерации. Бендот на Добрила Грашевска не врати во старите добри времења. Старите чалгиски песни кои публиката ги пееше во дует со Грашевска. Виница е една од најдобрите публики која што со големо внимание го следеше нашиот настап и со големо внимание учествуваше и беше интерактивна во целата музичка продукција која што имавме вечерва на сцената. Се слушаше и модерен джез со групата Филч, кои во Виница го промовираа својот најнов албум Underdog. Духовното чествување продолжи на Павловден со литија и кршење на славскиот колач во присуство на владиците Пимен и Иларион, а беше заокружена со свечена седница на која беа наградени правенците на генерацијата. Граначалникот Димитров даде отчет за сработеното во 6 месеци. Браво, колега! Аплауз за Игорчо! Врв на чествувањето беше концертот на Дожд со Игор Џамбазов и Гуру Харе. Концерт кој започна еуфорично во стил и амбиент кој се очекуваше од македонската легенда Џамбазов, но времето го скрати задоволството на многумина кои накиснати мораа да си заминат пред време. Како и да е, Виница лани и оваа година за прв пат патронот на градот го одбележа со квалитетна програма која траеше цела недела и која ги опфати сите генерации, а општинскиот буџет го чини околу 350.000 денари. Во саботата Кочани беше домаќин на традиционалниот влашки етнофестивал под назив За Петровден сите на планина. На фестивалот настапија повеќе музички групи и ансамбли од Македонија и Бугарија, кои се представија со влашки изворни народни песни и ора. Во планинскиот туристички центар Пониква на Осоговските планини, во саботата се одржа 12-тиот меѓународен етнофестивал За Петровден сите на планина. Организатор и овој пат беше влашката пејачка група Грамостојањ од Скопје. На фестивалот настапија поголем број учесници од 6 пејачки групи и фолклорни ансамбли на власите од неколку градови од Македонија како и од Бугарија. Имаше и соло изведувачи. Според организаторите на настанот, иницијативата за одржување на фестивалот потекнува од желбата да се зачува влашката култура, како и традицијата, и да се вратат власите на корените. Еве и сами гледате кога иде народот, тука ќе се видат луѓе кои не се вишле по 20-30 години од разни краеви, оти си иселија власите и таа врска да се спојува. Доаѓаат и млади кои гледат и после мислам дека ќе сакат и они, секој десети ќе сака нешто да преземе. Мислам дека врската е таа за да се спои, да слушнат младите, да може да знаат, за да може да го осетат тоа влашкото од нив.
На отворањето на фестивалот присутните учесници и гостите ги поздрави градоначалникот на Кочани Николчо Илиев. Тој рече дека општината како домакин дава целосна поддршка оваа манифестација да продолжи во иднина. При тоа ја нагласи важноста на културната, економската и другата соработка меѓу сите етнички групи во регионот и пошироко. Традиционалниот влашки етнофестивал на Пониква е дел од манифестацијата Петровденски конаци, што се одржува по повод верскиот празник, посветен на Свети Петар, заштитникот на Кочани. Почитувани, со прогнозата за времето ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Останате и понатаму со нашата програма. Довидување.